Во сабота во Кавадарци се очекува спортски празник. ГФК Тиквеш на градскиот стадион овде каде што го реализираме овој прилог го пречекува ФК Борец од Велес, најсериозниот против кандидат или заеднички кандидат за првата фудбалска лига. Очекуваме оваа трибина овде, ја молам камерата да се сврти малце на лево, да биде полна како во старите добри времења, а за сето ова се погрижи актуелната управа на ГФК Тиквеш, начело со председателот Масларков, кој е овде со нас, и зад мене играчите и тренерот Гањо. И со него ќе разговараме. Најпрво со првиот човек на клубот, Масларков. Се очекува да биде празник на спортот, на фудбал, барем јас така очекувам. Дали ти така предвидуваш? Па и моето мислење такво и мислам дека и градот Кавадарци го чека овој напревар, бидејќи знаеме и нашите амбиции се влез во првата лига. Ова утакмица многу ни значи, бодевите ни значат. Со ова утакмица ние виќе со една победа, 80% сме втори и грабиме кон тој напревар квалификационен кој што треба да однесе во првата лига. Играчите се спремни, управата е спремна, градот е спремен и очекуваме на добра игра и на крајот победа. 24 часа сте на стадионот во Кавадарци овие денови. Подготвувате, гледам и оваа левата трибина, како да ја кажем, и таа е веќе исчистена убаво. Се спремат и трибините, стадионот исто така. Не дозволувате ништо да биде недобро или не оставате на случајот ништо? Не. Ние полека го средуваме стадионот, гледате и сами. Мада има многу работа, но по завршување на сезоната градоначалникот инсистира да почнеме со реновирање на овој стадион. Тоа е малку подолг процес, но мислам дека ќе го средиме и ќе имаме добар стадион, добра екипа која мислам дека ќе се напреварува во првата лига. Може ли вие да ги поканите сите љубители на спортот во сабота? Па еве сега се обраќам до градот Кавадарци, до жителите на Кавадарци, сите љубители на спортот да дојдат да ни помогнат како 12 играч, да направиме една победа, сите да ја прославиме и да тргнеме кон тоа место што нас ни одговара и кое што го заслужуваме со оваа екипа. За кратко го прекинуваме тренингот на ГФК Тиквеш. Господинот Демитковски е со нас. Нормално имаме убава средба во сабота, голем фудбалски празник го крстив. Дали сметате и вие дека ќе биде добра утакмица? Па добро, за нас како и секој првенствен надпрва, значаен, нели, рековме дека за фудбалски клуб Тиквеш секој надпрвар до крајот на сезоната е како квалификации, да, важен. Значи доаѓа првопласираниот Борец, кој што за наша жал ни бега 10 бодови и баш поради тој факт императивот победа би требало да биде на наша страна. И пак ќе кажам, нели, по не знам кој пат, дека сето тоа што го зборуваме, треба играчите да го презентираат на терен. Значи со одзборување фајде нема, треба 3 бода, треба борба, треба машка игра за да се остварат. Знаеме дека Борец според бодевите, што и да кажуваме, тие сигурно дека покажале најмногу, самата табела тоа го зборува, одма позади нив сме ние. Самиот факт што дека овие две екипи се само по еден пораз во досегашниот тек од првенството, зборува дека се работи за квалитет и за екипи кои што претендираат за влез во првата лига. Пак ќе речем, императивот победа според бодовите би требало да биде на наша страна. Сепак Борец иде во едно лагодно бодовно салдо. Пак ќе речем, многу битен фактор е играчите и во текот на тие 90 минути расположението на, нели, и сите фактори што се влијаат околу фудбалската игра. Масларков рече 12-тиот играч е битен, публиката. Да ги поканиме да дојдат во сабота. Да, па во секој случај фудбалот се игра за публика. Гледате во сите терени, на сите терени што гледаме и на телевизија во европските држави кај што се игра, би рекол, врхунски фудбал. Најбитен фактор е публиката. Тие доаѓаат да гледаат борба, доаѓаат да гледаат фудбал, никој не сака импровизација, така да би ги погледнал сите искрени навивачи на Тиквеш, навивачката група Лозари, кои што не пратат оваа полусезона секаде и дома и во гости, и мислам дека и временските услови, како што ги најавуваат, дека ќе дозволат за нешто поголема посетеност на овој надпревар во споредба со претходните. Ѓоко,
ја предвиде претходната утакмица, надпреварот беше победа. Ево сега си повторно, меѓутоа сега пред многу по тешка прогноза. Ќе победиме ли? Па видите, секоја утакмица е тешко ако не влезеш максимално. И психички, и физички, и за играчите. Се надеваме на победа, но мора да биеме внимателни. Сепак се работи за првопласираната екипа во нашиот дел на надпреварувањето. Но се надевам дека ќе победиме и одиме на тие 3 бода. Мислам дека сме ние поквалитетна екипа од Борец, иако табелата тоа не го кажува. Они се први, ние сме втори, да. Но мислам дека со победа веќе ќе се доближиме до нив и оној трет дел кој ќе почнува веќе од вторник или среда ќе биде доста поинтересен и за тоа прво место, па и за второ со оглед на тоа што имаме позади нас екипи кои што се доста организирани како Китго, Брегалница, Кожов и кои што ни дишат фудбалски кажано позади нас, но одиме на таа победа и се надевам дека ако не тоа прво место, второ место го задржиме и полека со еден бараж па со друг како е протоколот. После тоа се надеваме да влезе во прва лига. Дарко Илиевски, што ќе направиме со Борец? Па со Борец, како и секоја утакмица, одиме на победа. Без разлика што... Тешка утакмица ли според вас? Па нормално, Борец е лидер на табелата и нормално дека ќе биде тешка утакмица. Но за нас нема лесна утакмица. Па тоа го речи тренерот. Секој надпревар е важен. Секој надпревар е важен и секој надпревар одиме на победа. Ова публика овде што ќе дојде, а ја очекуваме околу 1500 до 2000 луѓе очекуваат победа. Па нормално е публиката да очекува победа. Сите знаеме колку е важен овој меч за нас и ќе дадеме максимум секој 100% нас за трите бода да останат тука.